Веломарковски, 18. јули 2022 година. Бело море, Одисеј. На ножот. Ке дојдевме таму, на ножот. Ке се искачевме на светиот рид. Ке донесевме ружи црвени, расцветани како вашата младост. По една за секого, 67. Ке ги изговоревме вашите светли имиња. Ке се помолевме 67 пати за спас на 67 храбри души, македонци. Ке си спомневме за јунаштвото ваше. Ке се прашувавме зошто не се повлековте, зошто одлучивте млади да загинете. Ке се запрашавме толку ли е света родината, па се поклонува животот за неа. Ке испукавме 67 плотуни топовски. Да слушне секој во Македонија за јунаците кои рекоа: не дојдовме да бегаме, дојдовме да се бориме за неа, за татковината, за Македонија. Ќе одржевме комеморативна седница во парламентот. Ќе подсетеше председавачот дека оваа држава има темели. Ќе положеше венец премиерот. Најмасовна ќе беше опозицијата. Ќе одржеше инспиративен говор председателот. Да, сега имаме парламент и влада. Вашите животи не ги дадовте залудно. Со вашите јунаштва, ченто и апостолски ги храбреа борците, партизаните. На вториот Илинден, во Свети Прохор Пчински, ве спомнаа кога држава направија. Ќе дојдевме ние. Не ве заборавивме. Само овој 14. јули 2022 година. Не. Многу бевме зафатени. Голем гостин пречекавме. Хеликоптери и војска цела ја чуваше радосната вест бела. Го цитираше 3 пати Бориса. Недостојна да го спомне. Ни кажа дека наш, на македонците е јазикот македонски. Дека местото на младина наша и е дома во Западна Европа. Да имавте среќа Урсула тогаш во 1907 да ја сретнете. Ќе сватевте дека не треба да гинете. Дека света не е Македонија, ниту пак слободата. Ќе ве однесеше таму некаде на западот. Ќе си живеевте среќни и богати. Среќа е, си помислив на скалите пред палатата, што не и одложивме на Урсула. Замислете колку примитивни ќе излезевме ако и кажевме: на 14. јули сме зафатени, сите ќе бидеме на ножот, отдаваме почит на јунаци. Ќе дојдеше она и друг ден, ќе не израдуваше. Ама срамот, наместо Европа, да ја славиме Македонија. Ќе не гледаше како националисти заробени. Ќе ни беше срам еуфорично да и ракоплескаме. Ќе дојдевме ние на ножот секако. Не ве заборавивме. Не. Само овој 14. јули не. Не можевме. Многу бевме зафатени. Историја ретуширавме. Немојте да се лутите. Ама и вас нема да ве спомнуваме.
Зарем Европа да ја налутиме, со јунаштва да се фалиме, корени стари да спомнуваме, да бидеме пречка за универзалноста? Зарем да го загрозуваме глобализмот со конзервативноста? Зарем да се посомневаме во вредностите на колониализмот? Зарем ние конечно осознаени пред Европа исправени да ги налутиме западните, сведочејки за вредностите источни? Не, нема да дозволиме примитивни да не сметаат. Среќни сме што Урсула во парламентот наш гостуваше. Ете, уште малку нашите деца ќе можат домот Европа да ја градат. Да им ги дадеме вредностите наши, со векови чувани, час поскоро да ги спасат и по нивни правила да интервенираат. Зарем ќе дозволиме нашето име, знаме, јазик и историја да не спречат европјани да се наречеме? Ќе дојдеме ние сите на ножот секако. Само овој 14. јули. Не. Овој 14. јули не. Ке ги спомнеме јунаците, костурчаните. Ке дојдеме од сите страни, од Клепа и од Иванов врв, од Прилеп, Селечка планина и од Мокрени. Да ве подсетиме каде се сте можеле да се повлечете. А вие нас да не подсетите што е свето и како се брани. Да не научите како се сака татковината, како се сака Македонија. Вело Марковски, 18. јули 2022 година. Бело море, Одисеј.